Додека некои оптимистички ја очекуваат есенската жетва и собирањето на родот, земјоделецот од Теранци Љупчо Цветков со тага во душата вели дека за земјоделието нема иднина. Конкретно за неговите 40 декари оризни ниви и неколку десетини со други култури кои останал сам да ги обработува, што ако произведува надпросечни и квалитетни количини земјоделски производи, кога од тоа други профитираат, а на земјоделецот му останува само маката и постојаната борба за гол живот. Земјоделците пропаѓаат на нула, ние додека постарите може да поработуваме, младите бегат. Најлошо од се е што младите од Теранци, меѓу кои неговиот син, мигрирале во европските земји и што нивите нема кој да ги работи. Нема кој да остане тука да работи. Ете, ја имам 40 декара, синот беше заинтересиран да остане тука. Ланската година, во ноември месец, отиде за Германија. Оваа година, ако можам да работам, ќе работам. Ако не, друга година толку ќе и така ќе останат, нема кој да работи. Стравува дека веќе до година сам нема да може да го обработува имањето и дека убавите ниви ќе се запустат. За земјоделците нема решение и поради тоа што поголемиот дел се обидуваат да продадат дел од нивите, меѓутоа, иако цените се мощно ниски од околу 600 евра по декар, нема купувачи. Сите продават, нема кој да купи. Да, тоа е тоа. Од 580 до 600 декара, до 600 евра декар, да. Толку. Тоа е, тоа нема кој да купи, нема да производители. И производител нема кој да работи. Младите ние останаме печездуши тие што работиме, но останува така. Неговиот ориз со одличен квалитет денеска на пазарот во Блешево се нудеше за 50 денари за килограм. Лично. Те на пазарот иде, цената е 50 динара. Тоа ти е. Цената 50 динара кило по кило, дури и 45. И тоа на мало, а е сигурно... Ништо, 40, 37, 8, зависи како. Се подготвува за жетвата која треба да започне за 10 дена. Меѓутоа, што ќе прави со очекуваните 25 тони оризова арпа и самиот не знае, бидејќи не му се исплати да ја даде за 17 до 18 денари за килограм. Исто и оризот, кој се откупува по 35 до 40 денари за килограм. Затоа, наместо да се радува на жетвата, тој стравува од неа.